член 19 од Уставот вели: се гарантира слобода на вероисповед, се гарантира слободно јавно, поединечно или во заедница со други изразување на верата. Македонската православна црква, другите верски заедници и религиозни групи се одвоени од државата и се еднакви пред законот. Да. Мислам, кој треба уставен суд? Зашто бе нема некој... Ама треба Уставниот суд да констатира прекршување на Уставот. А и не мора. Може веднаш да се оди на интерпелација, на одземање имунитет и на поднесување кривична пријава. Еве, ова е ВМРО-ДПМН го призна геноцидот во Сребреница, се вели, ова е од соопштенијето на ВМРО-ДПМН, се вели во врска со настанот со кој се одбележа геноцидот во Сребреница. Каде што еден од учесниците злоупотреби поканата, окей. Како бе еден од учесниците? Еден од учесниците, демек Мерсика Смиловиќ иницирала. Па добро. Они сакаат да ја сега крива е Мерсика Смиловиќ, а не е крив Гаши. Па Гаши е председател на собранието, може да и каже. Сафет Бишевац, најголемиот можеше Африм Гаши беше одговорен. Единствено одговорно лице за спроведување на деловникот во собранието, таму е Африм Гаши. И можеше да каже, согласно деловникот на собранието, забрането е да се извршуваат верски обреди во ова собрание. Ке ве замолам да седнете и обредите да не ги извршувате тука. Тоа е однос на председател на собрание во секуларна држава. Не може да биде Мерсика Смиловиќ сега крива, Сафет Бишевац или не знам кој таму. Ама на значи, крај Сафет Бишевац беше таму. Единствено одговорен во оваа ситуација е Африм Гаши, што дозволи да се спроведе верски обред. Ова да. И он стана да се моли, он вршеше верски обред. Сафет Бишевац. Абе кој Сафет е Африм Гаши? Абе Сафет, Мерсика, тие не се одговорни. Тие не се именувани на тие функции. Ама нема врска, они таму дошли си се молат. Ама кој ќе им каже дека не смеат? Председателот на собранието треба да им каже дека не смеат. Сите знаеме дека се живееме во секуларна држава. Сите знаеме, ама одговорен за спроведување на законот, подзаконските акти и деловникот на таа клупа таму е Африм Гаши. Ако добро разберам, согласно устав и закон, само за Африм Гаши има одговорност. Да. Сите не смееле да го прават тоа, но за него има... Само за него има одговорност, бидејќи тој е именуван на таа функција и он го штити уставот и законите. Нели кога ја кажува за клетвата, нели ќе се клонам дека ќе го штитам уставот и законите. Да. Така? Да. Со тоа станува одговорен за прекршување на уставот, законите, подзаконските акти во собранието. Така. Он е единствено одговорен. Не пратениците. Он е единствено одговорен. Председателот на собранието командна одговорност е единствено одговорен за функционирање на собранието согласно уставот, законите и подзаконските акти. Затоа има председател на собрание. За да укаже ако некој пратеник не го почитува уставот, законите или деловникот, за да укаже ако некој од службите тоа не го прави или некој од гостите не го прави тоа. Тој е единствено одговорен. А овие сега врати ми го назад тоа? А овие сега се обидуваат да ја префрлат кривицата на Мерсика Смиловиќ. Демек она иницирала. Да. Демек она злоупотребила. Не ја злоупотребила. Она не злоупотребила. Он бил греота. Злоупотреба би било да и каже немој ова да го правиш, она да продолжала. Тоа е злоупотреба. Да. Ама не за никој не ја спречи, напротив, председателот кој што е одговорен да го спречи тоа, стана да се и тој се молеш. И сега не правиме тука мовет, немој да свати некој ова и поп да го правил. Да. И православен да бил обредот, исто би реагирал. Сакаме правна држава се знае. Во правна држава се почитува законот, уставот и подзаконските акти. Ако ние во устав сме се определили дека сме секуларна држава, тоа е крај на приказката. Ние сме секуларна држава. И нема никој да врши обреди во собрание. Верски обреди. Ама они не се свесни колку овој принцип и прекршувањето на овој принцип е опасно за една држава која што е мултиетничка, мултиконфесионална, значи имаш различни религии. Што ако почнат сите да се молат? Што ако сите почнат да ги злоупотребуваат државните институции за верски обреди? Па што би рекол Филип Петровски, ќе станеме џемахирија, ќе станеме како да кажам, ќе станеме демократија по примерот на Саудитска Арабија, мислам, или на не знам. Шеријатско право. Шеријатско право. Ја прашав у текстот што е следно шеријатско право. Да.
Затоа што принципот на поделба на религијата и државата, односно црквата и државата е во суштина западен демократски модел кој што за прв пат се применува во САД. САД е првата држава во светот која што дозволува сите различни вероисповеди да ја практицираат својата религија слободно, не ги оданочува верските заедници и така натаму, им дава максимални права, но вели не може кога седнуваш у државна институција, ти не си тамо верник, не си припадник на ниту една религија, ти си тамо државен службеник. Ти како именуван функционер, ти биди си која сакаш во надвор од функцијата. Така е. Значи како функционер ти си функционер. Догма ти е уставот, законите. Толку. Тоа е за да не се дозволи мешање на верските принципи во спроведување на законите. Нарушувањето на овој принцип е многу опасно за било која држава. Затоа што тоа те втурнува во верски веќе радикализам. Што сега да почне, не знам, да почнеме да се молим, да почнат македонскиве пратеници кои што се православни да почнат да се молат. Или секој настап у собранието со Отче наш, што вика Борело почнува. Кај ти е крајот? Да му се благодарам на мак јутјубер за донацијата, фала ти многу, брату. Види, Милош. Сега, овдека збориме, се согласувам со тебе, скроз крајот нема да не биде нигде, ќе не биде радикализација, затоа што ќе се наметнат верски принципи во спроведување на државни политики. И тоа ќе го имаме, тоа се вика радикализација. Во овој случај, јас зборам за принципи пред изборите. А СДС да беше сега на власт, знаеш што ќе му направи? Ќе беше масакр. Предавници сте, вакви сте, такви сте, ѓубриња, ке колнеа, ке праја, ке пустеа. Сега бе? Сега ги нема тие мужи. Сега тие мужи, брат, идат вака тријат рачињата, бе, да ме вработиш ова, ако може. Тоа не се мужи, гмизавци се. Гмизавци се тие. Од прв до последен. Бе, па и ти се молел, ајде, остай го, нека се моли, дај да не таласаме, да не вработат. Ете тоа е, брат. Ма за тоа сме стигнати до толка. Тоа е, брат. Клиенти. И после се љутиме македонче кој ќе ни кажа. Клиенти. Не се љутете, бе? Клиенти и паразити. Така е. Значи може кој што сака да вади сега тука, како се вика, исечоци да ги пушта, фактичката состојба е таа. Дали претходниот систем, дали погрешно поставена оваа држава, не знам, ама имаме паразитски менталитет. Мишка, проблемот е што да се залепиме на некоја државна работа, за да стигнеме до таму, све ќе направиме, сите сопствени принципи, убојдување и верување ќе си ги погазиме, и сите лојалности кон себе ќе си ги погазиме, за да се вработиме во државно, за да добиеме 400-500 евра плата, друг да му ја мисли, обезбеден да си со пензиско, инвалидско, со не знам што, здравствено, ете тоа е, брат. Паразити. Паразитски менталитет не доведе до оваа ситуација. Албанците од друга страна го немаат тој менталитет. И кај нив почнува тоа да станува дел од менталитет. Ама го немаат, колку кај нас изразено. Они си работат сами, претежно, и они се многу послободни веднаш да реагираат. Не им се свиѓа Африм Гаши. Не го вработил Африм Гаши. Ке излезе, ке му протестира, ке обутне. Кај нас не. Кај се сега овие од ДПМН? Големите патриоти денеска да протестираат. А Патриотскиот институт е на реакција. Нема да протестираат денеска, Милош, заради тоа што ако протестираат, ќе ги сликаат, ќе ги снимаат со камери и нема да ги вработат. Без кичмењаци. Тоа е паразитизм. Без кичмењаци. Паразитот има ли кичма? Нема. Ова се без кичмењаци. Види, проблемот у нашава држава е што вакви работи 30 години ние ги пуштаме да поминат неказнето. Ние дозволуваме, ајде сега да не одиме надоле по корупција, криминал, непочитување на закони, кое што се дешава масовно секаде, у секој порив на ова општество. Да трнеме од најгоре. Ти имаш 30 години вакви непочитувања директни на устав, на закони од страна на високи функционери кои што никогаш не одговараат. Неуставен суд треба да му се поднесе
веројатно има основ за кривична пријава. Ама и кривична пријава. Има, ама прво мора да констатира Уставниот суд, па после има кривична пријава. Ама како во Уставот член 19, еве јас прес како го пишував текстот, сега ќе го цитирам. Значи, член 19 од Уставот вели: се гарантира слобода на вероисповед, се гарантира слободно јавно, поединечно или во заедница со други изразување на верата. Македонската православна црква, другите верски заедници и религиозни групи се одвоени од државата и се еднакви пред законот. Да. Мислам, кој треба уставен суд? Зашто бе нема некој... Ама треба Уставниот суд да констатира прекршување на Уставот. А и не мора. Може веднаш да се оди на интерпелација, на одземање имунитет и на поднесување кривична пријава. Може да му се пушти кривична пријава и треба. Кривична пријава, да. И треба, да. Бил председател на собрание, па ако председател на собрание кој што услови да нема председател на државата, ти е втор човек у државата, тој ако не го почитува уставот, кој да го почитува? Па гледај се во ја и ти. Види во каква ситуација се наоѓаме сега. Мицкоски е надвор од државата. Да. Министерот за надворешни работи е надвор од државата. Полиција. Министерот за внатрешни работи е надвор од државата, министерот за одбрана е надвор од државата. Во моментов премиер е Изет Меджити. Изет Меджити, така е, прв вице-премиер. Така? Да. Председател на собрание, или ако Изет Меджити си отиде, или ако председателот на државата сега отиде исто така некаде на пат, председател ќе биде Африм Гаши. Да. Исламист. Исламист. Нели Мерсика Смиловиќ беше архи непријател на ВМРО? Да. Тоа кога се појавуваше на СДСМ на пресови. Мерсика Смиловиќ беше архи непријател на ВМРО ДПМН тврдеше дека она е брат и дека бил исламски радикали, дека се да. Дека они промовираат вахабизам преку нивната невладина организација. Така дали тоа го пишуваше во соопштение на ВМРО ДПМН? Така е. Така? Апсолутно. Денеска ја видов пратеници на ВМРО ДПМН како ја слушаат Мерсика Имаме Смиловиќ. видео. Како ја слушаат Мерсика Смиловиќ и стануваат на наредба или на повик на Мерсика Смиловиќ. Стануваат и стојат простум. Брук. Така бе? Така беше ли така? Така е. Имаме видео. Снимката како станува. Ми представува чест што денеска тука во собранието ќе го бележиме Меѓународниот ден на сеќавањето на геноцидот во Сребреница. Пред да почнеме со официјалната програма, ќе замолам за едноминутен молк и дова и молитва за жртвите на геноцидот во Сребреница. Нека почиваат во Божјата милост.